Најочекуваниот летен фестивал оваа година ќе се одржи од 30 јуни до 2 јули на брегот на Дојранското езеро. Токму очекуваниот ДФ фестивал оваа година по 13 пат ќе се одржи во Дојран. За сите детали поврзани со фестивалот, кој се ќе настапи оваа година, каде може да си ги набавите влезниците, што ќе понуди добрата забава, ова утро деталите ги дознаваме од Анастасија Јуруковска од Пасворд продукција. Анастасија, најпрво ќе ти посакам добро и во утро. Здраво, здраво. Многу ми е мило што сум тука да разговарам малку за ДФ фестивал. Анастасија, 13-та година поред, по 13 пат љубителите на добрата музика, добрата забава ќе имаат можност да уживаат во овогодинешното издание на ДФ фестивал. Како е да се опстои, да се организира 13 години еден ваков голем фестивал? Навистина е прекрасно чувството, бидејќи од првата година до 17-тото издание се гледа дека се повеќе и повеќе расте фестивалот, многу повеќе луѓе го откриваат и се големи љубители и фанови кои без разлика што се случува тоа лето сакаат да бидат дел од тој фестивал и да пристигнат во Дојран за да бидат дел од една прекрасна приказна која секој пат пробува да донесе нешто ново, да ја направи музичката атмосфера во државата на некое друго ниво. Да, да фестивал обично го менува нели датумот, но секогаш го очекуваме во шпицот на летото, во шпицот на сезоната. Што ќе понуди овогодинешното издание на ДФ фестивал? Овогодинешното издание има многу спремно. Само од музичката програма можеме да очекуваме над 50 концерти, а исто така и во камп зоната имаме одреден дел што се вика плоштарт, што таму можеме да најдеме секакви активности, дебати, работилници и се едноставно што може да ги заинтересира посетителите, да им се создаде навистина една целодневна забава, од моментот кога ќе се разбудат до последниот такт на музиката, до не би рекла вечерта, можеби утрото, тие да имаат нешто да прават, да се инспирираат, да се мотивираат и да откријат многу нови креативци. Имаме повеќе од 100 години што имаат припремано многу активности и интересни моменти во камп зоната што ќе треба тие да додадат да ги откријат. Да, она што исто така својствено за ДФ фестивал е дека секоја година нели има и камп зона каде што сите оние љубители на кампувањето ќе може да представуваат, па што е потребно да направат еве луѓето кои што сакаат да бидат дел од камп зоната. Најпрво, многу е важно кога ја купуваат картата да изберат билет каде што има вклучено и камп место. Тоа има доволно само за тие кога ќе ја добијат на реквицата со која ќе влезат во камп зоната, да може да се ги постават своите шатори, да се припремат со сите реквизити што им се потребни. Тој фестивал кампот е многу прилагодлив и за оние што се искусни кампери и за оние што доаѓаат прв пат. Верувам дека на многу млади кои дошле на фестивалот дури прв пат им било да кампуваат во таква атмосфера и колку што знам јас, вака и научиле доста од други што биле таму и едноставно треба прво да се осигуруваат камп место и понатаму да почнат со реквизити и сето тоа. Би ги упатила кон The Festival MK страницата, нашата официјална страница, каде што ќе можат таму да ги купат и своите билети и да погледнат повеќе информации за тоа што може да се внесе во кампот, што би им било потребно и било каква помош за да може да им тргне доброто камп искуство. Да, она што исто така својствено за ДФ фестивал е дека имаме посетители буквално од целиот регион и пошироко. Од каде се очекувате гости оваа година? Па, регионалните гости, посетители секогаш се очекуваат, а кога збориме за артистите кои ќе пристигнат на фестивалот, можеме да очекуваме од Италија, од Британија, дури од Република Конго. Така да имаме покрај регионалните музичари, имаме од секаде низ Европа и дури и од Америка. Кои се ќе учествува и од македонската, од домашната музичка сцена на овогодинешното 13-то поред издание на ДФ фестивал? Има многу наши музичари, од веќе препознатливи музичари до најмладите. Најпрво би го издвоила концертот на Симон Трпчевски со квинтетот Македонисимо. Тоа всушност ќе биде бесплатен концерт за сите кои сакаат да присуствуваат на него. Ќе се одржува на 1 јули, со почеток вратите ќе се отворат од 18:30 часот и ќе може
и оние што ќе учествува на The Festival сите 3 дена и тие што сакаат само да дојдат него да го гледаат, ќе можат да уживаат во еден вистина спектакуларен концерт тој ден. Така да него би го издвоила посебно. Исто така ќе настапуваат и групата Faultin, ги имаме од хип-хоп сцената LD Pistolero, Strike, DJ Goce, Ronin, исто така од најмладите ги имаме Беседа, Харакири, Ред 18, Мија Перевска и многу други млади музичари, што навистина познаваме какви идеи имаат за музиката и како сакаат да ја прошират музичката сцена кај нас. Исто така, многу важен момент оваа година на The Festival, нашата хардкор група SMAT ќе ги прослави 25 години од постоење и нивната прослава всушност ќе обележат на The Festival на главната сцена и ни е многу драго што одлучија баш таму да се случи нивната голема јубилејна прослава. Да, Анастасија, она што честопати секоја година знаат од The Festival да изненадат е некаков новитет, па кој е новитетот еве за оваа година? Навистина имаме многу што имаме подготвено. Од оние што не се секоја година соработници, како што се невладините организации, тие имаат подготвено многу активности, бидејќи секоја година пристигнуваат нови учесници, нови млади во нивните организации, имаат свежи идеи за што сакаат да покажат на нашата публика. Нешто интересно за оваа година што исто така ќе има е стендап шоу, така да во тие часови кога нема музика ќе можат посетителите да уживаат и во такви перформанси. Исто така имаме подготвено многу активности за енергизација и активација, така да ќе имам од јога до танцови, до аеробик, до кајакарење, многу физички активности, што мислам дека би им дало повеќе енергија на луѓето за да истражат до утринските часови да се журкаат. Исто така имаме многу спремно работилници, како што би било Дидлибо работилницата за креирање на гитара, исто така и многу дебати што ќе покриваат на различни теми од волонтирањето до музиката, секако дека ние сме таму најмногу за тоа. И има 100 креативци што од арт бутик со најразлични креации до баш овие активности, филмови, перформанси имаат сформирано еден плоштарт што мислам дека оваа година е една од најголемите досега. Големи звезди секогаш доаѓаат на The Festival, па кој се од странство ќе настапи оваа година? Годинава имаме доста хедлайнери, каде што меѓу најистакнатите се италијанското трио Медуза, што мислам дека многу им имаме слушнато нивни хитови по радиостаниците и ќе биде супер да ги слушнеме оваа година во живо. Исто така еден навистина добар хитмейкер е британскиот диџеј Sigala, кој исто така пристигнува и ги имаме од техно сцената и од драм енд бейс сцената и техно хероината Индира Паганото и британскиот драм енд бейс мајстор Рони Сайз. За оние што се повеќе фанови на хардкор музиката, на метал музиката, се придружуваат Креатор и Thousand Mods. Имаме и многу артисти кои ќе бидат и овие се на главната сцена, имаме артисти кои ќе бидат и по помалите сцени, како што се на Mosquito Stage, Thousand Mods ги спомнав. На Thousand Mods ќе бидат на Mosquito Stage. Исто така имаме и доста од техно сцената, како што се регионалниот диџеј Коеус, украинката Ксенија, која повторно доаѓа на The Festival, и многу други артисти што ќе ги пополнат тие 3 дена со целодневна забава. На оваа година не ги заборавивте секако нели и најмладите, односно сите оние кои што ќе бидат фамилиарно дојдени во Дојран, па имате секако програма подготвена и за дечињата. Традиционално оваа година повторно се случува Family Day, каде што на 2 јули ќе биде одвоен дел од Mosquito Stage за преку ден за најмладите да можат да уживаат во еден прекрасен концерт, каде што ќе отстапиме простор на детскиот фестивал Поточиња, да продолжат со прославата на нивните 20 години и ќе се забавуваме со најголемите фестивалски хитови од нивните фестивал и 16 нови песни кои ги имаат подготвено баш за овој убав јубилеј.
Да, навистина местото кое што никако не смее да се пропушти е Доиран и секако The Festival од 30 до 2 јуни, да ги поканиме за крај нели сите гледачи, сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова незаборавно искуство. Да. Верувам дека многу луѓе веќе со нетрпение очекуваат да пристигнат до фестивал и би сакала да ги поканам тие што досега можеби не биле или се двоумат дали тоа е местото да го поминат тој викенд од 30 јуни до 2 јули ова лето, дали е Доиран, да не се двоумат, бидејќи навистина се подготвуваме за една прекрасна фестивалска авантура што ќе остави многу спомени понатаму. Да, Анастасија, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам да обстоите уште многу долго, затоа што навистина и тоа како се потребни нели вакви фестивали, особено во летниот период, кога на сите ни треба малку повеќе забава, но и секако разладување. Така. Многу ми е мило што ме поканевте повторно и се надевам дека заедно ќе се разладуваме по Доиран на фестивал. Да, местото кое што никако не смеете да го пропуштите од 30 јуни до 2 јули, нека биде тоа Доиранското езеро и она што ќе се случува таму, односно она што ќе се случува на брегот на Доиранското езеро и во Доиран, а тоа е 13-тото издание на The Festival.